Вечер во ексклузив имаме интересна гостинка која ни допатува од Бејрут во Либан. Инаку замислете таа стана мис Европа. Како се, Кристина? Па добро, фала ви, вие како сте? Како се помина во Бејрут? Па одлично, тоа беше за мене едно прекрасно искуство и се надевам дека повторно. Значи, мал милион земји ти ја освои титулата мис Европа. Токму така, значи многу ми е мило што токму јас бев избрана да представам Македонија на тој избор и што од конкуренција од 20 девојки од целиот свет успеав да ја освојам титулата мис Европа. И како е чувството кога ти стават лента на која пишува Кристина Поптрпева мис Европа? Па прекрасно. Да. Титулата се чуваш дома? Да, токму А круната? И круната. И круната. Кажи ми, ти ова не ти е прв избор? Ти беше на други? Токму така, бев и на други избори. Значи можам да извеам едно од подобрите мои искуства во Албанија на Мис Глоб, каде што од конкуренција од 50 девојки од целиот свет ја освоив титулата Мис Талент, со тоа што се представив со мојот талент за пеење. Супер. Тоа е една тема поинтересна која ќе разговараме малце подоцна. Ти почна со твојата модна кариера на 15 години во Црна Гора, така? Токму така, значи курсот за фотомоделство и за манекенство го завршив на мојата 12-та година, но веќе активно почнав да се занимавам со тоа кога имав 15 години и веќе еве 4 години работам како фотомодел и како манекенка. Супер, имаше успешна фотосесија за Sara Fashion. Знам дека таму беше удобна облека и гледаше фантастично. Да, ви благодарам. Значи да, го сликав каталогот за костими за капење на Sara Fashion, исто така го сликав и каталогот за костими за капење на X Intima. Опа! Да. А кажи ми, вежбаш, шупреш, јадеш салати, растенија, вакви? Да, значи внимавам многу на исхраната и вежбам во атлета, теретаната. Секој ден? Секој ден, да. Момче? Па, дечко се уште немам. Зашто? Па да сега мислиш не. дека момците се плашат од убави девојки со титули? Па, може би. А како да ги охрабриме сега? Значи, Па не знам. Не си агресивна, студираш финанси, културна, што е проблемот? Ти пишуваат ли на Инстаграм? Да, многу ми пишуваат. Нека порака што вака малку специфична. По-специфична, па моментално не ми текнува. Значи, мојот талент за пеење, не знам, мислам дека го открив на мојата 6-та година. И прв пат се појавив на X Factor во 2013 година, каде што бев избрана да идам за Белград, но поради финансиски средства не можев да отпатувам, да не отидов. И од тогаш па се навака, значи работам на гласот, на техниката, да ја усовршам техниката на пеење и да стартувам и со тоа. Имате можност да го добиете овој телефон доколку одговорите на едно од прашањата. Каде е родена нашата поп звезда Каролина Гочева? Тоа можете да го направите на нашата страна на Instagram 1tv.mk.